Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секој понеделник 17:10 тука сме за вас и со вас да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието. Секогаш кога ја започнувам новата емисија на Ваш термин, некако неизбежно е да го спомнеме овој ковид што веќе не следи година и 2 месеци. Така и денеска малку ќе ги поврзаме работите, бидејќи неизбежно е нели да ги поврзаме за она што се случува во секојдневието. COVID-19, деменција, мозочни удари, нели сите оние работи кои што се случуваат пост-ковид, како тие се поврзани, што се случува од после и така натаму, значи малку повеќе ќе поразговараме на овие теми. Секако дека ќе кажеме и сето она што е актуелно во однос на она што денес ќе го кажеме овде со професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, која што е специјалист невролог и професор на медицинскиот факултет, ни доаѓа од клиниката за неврологија, значи на државната клиника, а воедно е и претседател на Македонското невролошко здружение. Значи, што има ново таму, што припремаат конгрес од 7 до 9 мај. Секако на почеток би сакала малку околу тоа исто да информираме, а потоа и ќе обработиме онаа тема за која што сме денес овде. Се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание и ќе останете до крај со нас и сето она што ќе биде од ваша корист ќе го доставиме како информација. Секако доколку имате нешто да кажете, да се приклучите во нашиот разговор, знаете дека сме контактна емисија, може да се јавите и да го кажете вашето мислење или прашање. Доктор Драгана, драго ми е, малку подолга најава, што после долго време ве гледам во студио, бидејќи некако оние претходни емисии што ги имавме со вас наложуваа да бидеме преку видеолинк и еве конечно се видиме. Добре ве најдов, секогаш на мој огромно задоволство во вашето студио и во оваа емисија која што е многу гледана како во Македонија, така и надвор од државата, во диаспората. Така, да. Се надевам дека гледачите се задоволни од тоа што ние се обидуваме како информација, а се разбира со помош на вас сите кои што ми гостувате овде да ги информираме за многу работи. Кажав на почеток би сакала да напоменеме она што го спремате како Македонско невролошко здружение. Кажав, вие сте претседател веќе подолг период. 2 години, да, не е толку долг периодот. Да. Спремаме конгрес. Конгресот требаше да се реализира изминатата година во септември. Бевме нели во исчекување дека ова зло што не нападна ќе помине и дека ќе можеме во живо да го реализираме. Сепак сме таков балкански народ, сакаме дружба, сакаме физичко присуство и факт е дека знаењето се пренесува на поинаков начин во живо отколку да кажеме виртуелно. Но ете, тоа време не се случува, се уште живееме во услови на пандемија. Па од тие причини одлучивме и како здружение, меѓутоа и организацијскиот одбор, и како организацијскиот комитет да конгресот го реализираме виртуелно, односно онлайн во период од 7 до 9 мај. Што ќе биде темата? Сите оние невролошки проблеми со кои што нели еве и здружението како здружение е задолжено и како да кажам, и за тоа постои всушност да се... Конгресите постојат да направиме апдейт на нови работи, на нови информации. Опфатени се генерално сите невролошки субдисциплини или подгранки или гранки, но акцентот ќе го ставиме секако на тоа што е ново, на тоа што се случувало и што се развивало во периодот од претходниот конгрес, да кажам поголеми револуционерни промени. Имаме на план на третманот на акутен исхемичен удар, имаме на план на невроимунологијата, односно автоимуните болести невролошки, како што е мултипла склероза, тука се воведоа и некои нови лекови во државата и ќе имаме исто така убави предавања и работилници и од областа на невромускулните болести со акцент на ретките болести. Така. Се надевам дека еве сето она што ќе го планирате воопшто нели за организација на конгресот целта ќе остварите, иако како што кажавте ќе биде нели преку видео заради сето што се случува и секогаш сите се надеваме дека нели се
побрзо ќе заврши, па да можеме никако нормално да функционираме. Така ама и да оставаме да видиме времето што ќе покажи, како што се наложува, најверојатно ќе треба, нели, вакцината да биде, како што каже министерот, сезонска, како и за грипот. Знам дека вие се вакциниравте со Спутник, ве како поминавте? Како и секоја вакцина, си има одредени реакции. Тоа се нормални реакции, вообичаени реакции кога создаваме имунитет. Добар титар на антитела се постигнува, значи безбедни се сите вакцини, тоа сакам да ја пренесам пораката, некако дојде време човек да бира помеѓу вакцина и болест. И некако луѓето како да немаат доверба во сите вакцини, затоа ве прашувам, некако сите преферираат или сакам Спутник или сакам Pfizer, сакам кинеска. Заради тоа прашувам дали има, например, одредени групи, дали имате таква информација кои што можеби се е подобро да примат некоја вакцина, например, одредени групи со одредени проблеми здравствени, кога говорам за одредени групи, дали има некоја таква информација или пак... Добре, јас нема да говорам, не сум имунолог, меѓутоа, некои вакцини се, како да кажам, побезбедни, помалку интеракции прават кај одредени болести, други се, да кажам, знаат да создадат бурна реакција на организмот. Секако, секој пациент кој што има повеќе коморбидитети, повеќе болести, треба да се го консултира докторот што го води и врз основа на неговото мислење да ја прими вакцината. Но како и да е, тоа се безбедни вакцини. Предпоставам дека и вие кога се вакциниравте како медицински лица, предпоставам дека и разговаравте со оние пред да ве вакцинираат. Нешто сигурно има некој прашалник кој што гледам би се пополнува и се прашува па ако треба нешто така. Има и доктор таму, секако со кој што за се што треба се консултираат. Така е. Се надевам дека се ќе биде добро, само нека стигнат поголем број вакцини. Само нека стигнат, што повеќе вакцини, поголема безбедност, така е. И сега да започнеме зона за која што смо денес тука и на која јас така, нели, барајќи некои информации, дојдов до некои информации дека има поврзаност за она што ние денес ќе говориме. Некои истражувања, само да ги најдам. Били вака, алармантен е порастот на пациентите со деменција. Значи, зачестеноста на оваа болест се зголемува двојно на секои 5 години, а исто така кога станува збор и за мозочните удари, уште повеќе што се поспецифични по пост-ковид проблемите. Сега, бидејќи вие сте на клиниката за неврологија и навистина секојдневно се соочувате со сите овие проблеми за кои што ќе говориме, како стојат работите моментално кај нас во однос и на деменцијата и на мозочните удари? Така е. Првично имаме се поголем број на лица со деменција, независно кој тип на деменција, вклучително секако и Алцхајмеровата болест, заради тоа што населението старее. Значи имаме добра превенција, луѓето ги прифаќаат болестите како состојби, се лекуваат, одат на контроли и автоматски на тој начин се продолжува животниот век. Значи колку имаме постаро население, толку имаме и поголем пораст на лица со деменција. Јас нема да ги наречам болни со деменција, затоа што нели тоа е состојба која што може сите нас да не задеси, како што старееме. Со исклучок на Алцхајмеровата болест, тоа е веќе сосема друг тип на деменција, каде што постојат и наследни, кои што има своји наследни карактеристики и други фактори кои што издвојуваат, да кажеме, од другите типови на деменција. Згоре на тоа, во условиве на пандемија, се бележи исто така сериозен пораст на лица со деменција. Така да, согласно датабазата за Алцхајмерова болест, некаде 2050 година се очекува да имаме дури 115 милиони на луѓе со деменција. Зошто е тоа така? Се уште немаме евидентни докази, сепак сме, нели, се соочуваме една година со војна, со пандемија, меѓутоа во моментов тече една огромна студија која што има опфатено 40.000 лица кои што поминале
кои што биле инфицирани со SARS-CoV-2, односно поминале COVID-19 и кај кои што има некаква клиничка манифестација на пореметување на план на паметењето, на план на меморијата и други типови на пореметувања во однос на когницијата и однесувањето. Така да резултатите се очекуваат некаде декември годинава и навистина ќе ни дадат огромни одговори. И ние во клиничката пракса се соочуваме со сериозни клинички манифестации на проблеми со памтењето, проблеми со когницијата, намалена концентрација пост-ковид, така наречена brain fog, односно една мозочна магла. Тоа дури ни го рапортираат и колеги кои што ја поминаа оваа инфекција. Навистина тешко иде опоравувањето на овој план. Сакав да потенцирам дека постои линк, значи во текст се многу студии кои што ги поврзуваат на едно пака посуптилно молекуларно ниво Алцхаймеровата болест и деменциите со COVID-19. Повеќе врски се, тука се сигурно сте ги зборували со другите колеги, ангиотензин, конвертирачкиот ензим како еден линк, потоа полипопротеин Е, тоа е исто така еден линк помеѓу деменцијата и помеѓу COVID-19. Тука се и нели она состојба кога имаме цитокинска бура, а неретко ја имаме, особено со мутациите, кога имаме пораст на интерлеукин 6, и тоа е еден сериозен линк вака помеѓу деменциите и помеѓу COVID-19 и уште на тоа кога ги додадеме факторите како што се покачена телесна тежина, односно обезноста, диабетот, хипертензијата и други коморбидитети, односно фактори на ризик, навистина линкот помеѓу овие две болести е во една непосредна тесна врска. Во однос на мозочните удари, исто така се бележат сериозни компликации кај пациентите со COVID-19. Зошто е тоа така? Се уште останува прашалници. Прашалниците се во смисла насочени дали вирусот директно го оштетува мозокот или пак вирусот доведува до низа на каскадни имунолошки и инфламаторни реакции врз основа на кои настанува оштетувањето на мозокот. Секако обично доказите најдобро ги добиваме на база на аутопсички материјали. Малобројни се за жал, немаме никоја сериозна репрезентативна бројка во литературата, но од тие студии кои што се направени, некаде околу 10, да кажам вака се репрезентативни студии, исто со мала бројка, укажуваат дека генерално промените на мозокот се во услови на една хипоксична состојба, имаме хеморагични состојби, имаме исхемии, односно тромбози, големи или пак на поситните крвни садови во мозокот како последица. И она што е генерално најсериозно оштетено со овој вирус е мирисната луковица и таа се смета дека е токму влезната врата за влезна вирусот во централниот нервен систем и мозочното стебло. А мозочното стебло е структура на мозокот каде што се наоѓаат ангиотензин, конвертирачкиот рецепторите за АК рецепторите, односно рецепторите за ангиотензин, конвертирачкиот ензим. И она што исто така загрижува од овие аутопсички материјали, но до некаде ни дава и докази дека најверојатно се базира на една инфламација, односно на едно воспаление, е тоа што вирусот кај мал број на пациенти е детектиран директно во централниот нервен систем. Да, кога го споменавте, нели преку мирисот, честопати од оние кои што беа заболени од COVID, има симптоми само на чувство на губење на сетилото за мирис и вкус, што нели
се потенцира дека се како лесни симптоми. Да. Меѓутоа, и како тие знаат, понатаму може би да дадат некои други невролошки проблеми. Што би значило тоа? Бидејќи знам и читав дека после извесен период, може би од неколку месеци, може да се појават други проблеми, бидејќи како што кажавте, преку сетилото за мирис тоа се пациенти што треба да се следат од страна на доктор. Тие да направат? Треба да се следат како лабораториски, така и клинички. Клинички евентуално да ни направат и некаков развој на некаква невролошка манифестација, значи треба да се направи, еве да кажеме, во зависност од клиничката слика, пак ја потенцирам, после месец, 3, па следење на 6 месеци, на година дена, секако од страна на невролог, правење на некои невроимиџинг анализи покрај лабораториските анализи, се со цел да детектираме евентуално можен развој на некакви невролошки компликации и последици од овој вирус. Значи сепак не треба оваа состојба на благи симптоми да се занимава. Не, навистина аносмијата се поврзува во прогнозата на развој на различни состојби, вклучително и деменцијата. Особено ако пациентот имал аносмија, без разлика дали неговата клиничка слика била лесна, потешка, средно тешка, небитно, и воколку е уште и хомозигот за APOE4, во тој случај има висок ризик да добие деменција, развој на когнитивно пропаѓање. Сега би сакала за еден пример што еве јас од моето лично искуство и комуникации од оние кои што има состојба на COVID-19, се работи за млада личност од 19 години во состојба на COVID, развива висок притисок. И се уште го има тој проблем. Дали треба да бидат загрижени, што треба да презме, бидејќи се работи за релативно млада личност? Тоа е токму врзано со оние рецептори за кои што зборев, рецепторите, тоа се ензими кои што делуваат на намалување на крвниот притисок и кога тоа се поврзано со вирусот автоматски, нели, имаме дисрегулација на крвниот притисок, меѓутоа и една состојба на овој ензим има и, да кажеме, една антиатеросклеротична функција, па затоа и порастот на дедимерите токму се припишува на овој ензим. Така да треба секако следење од страна на кардиолог, и кардиологија е во групата на клиники при кампусот кои што обработуваат пациенти со COVID-19, но воедно ги следат и пациентите пост-COVID кои што развиваат некакви нови симптоми, синдроми и некакви клинички манифестации. Никако овој бран кој што еве велат дека веќе стивнува денеска од 800 тестирани 80 нови, значи негде околу 10%, да се надеваме дека ќе се смири, меѓутоа тоа зависи многу и од нас, да бидеме дисциплинирани, нели? Некако како да ги зафати и помладите и не ги поштеди во однос на компликациите. Така можев да слушнам и од кај вас на неврологија дека доста млади пациенти беа хоспитализирани со дури со крварење од дигестијата, од желудникот. Можете ли да ни кажете, имаше ли некој можеби со проблем околу мозочните удари од помладите пациенти? Имаше ли некој со таков проблем, компликација? Имавме, но поретко кај млади мозочниот удар, повеќе се други типови на манифестации како што е инфламација, односно неуроинфламација од имунолошки карактер, тука се Гилен-Баре синдромот како почеста клиничка манифестација, миелитот трансверзален како клиничка манифестација и компликација на инфекција со SARS-CoV-2. Видете, тоа е, мислам, математиката е многу едноставна кога зборуваме за вируси. Толку непредвидливо и толку не... Затоа што едноставно вирусот се бори да преживее. Значи, тој се адаптира да преживее и мутира. Поентата е, нели, да се спречи трансмисијата. И навистина во оваа борба, бидејќи навистина медицинскиот персонал е веќе исцрпен, никој од нас не работиме онаа работа за која што, нели, со љубов сме се едуцирале и сме се надградувале и сме растеле. Сите сме некако трансформирани во третман на COVID-19 и третман на пост-COVID-19 компликации.
Значи мора да здружно да делуваме, а ако не делуваме здружно, нема да имаме резултати. Ние тука сме секако да помогнеме и да сработиме работата, но гледате што се случува во условите на пиковите. Навистина е хаотично и можно е тешко било кој во било кој регион на светот да се справи со тие состојби кога има сериозен наплив на нови пациенти. Автоматски и негата, и грижата, и згрижувањето е со полош квалитет. Секако сите се згрижени, меѓутоа квалитетот е поинаков. Кога има премногу и кога има помалку. Така е. За било што, нели, во животот. Кога разговаравме, се извинувам што ја прекинувам, нели, кога се договаравме за емисија, ве прашав каде сте сега, доктор Драгана, вклучени во кој процес, никако како да ми напоминавте дека клиниката за неврологија последна ќе биде што ќе биде, нели, што нема да биде ковид центар. Од технички причини. Да. Ние сме приземје. Каква е состојбата, дали имате ние сега, сме да ни приземје. кажете во моментов каква е состојбата, дали се навистина е намален приемот, еве, конкретно на вашата клиника? Или некако вие бидејќи сте последни пак? Да, и така беше, или како се намали пикот, почна да се чистат, условно кажано, другите клиники, нашата остана последна и прва почна да се повторно полни. Од технички причини ние сме приземји, од тука е влезот за ковид центарот, да, и персоналот, морам да се ги пофалам колегите на неврологија, навистина се стручни и брзи, се функционира феноменално, подкрепени секако со нашите интернисти, без кои што третманот е невозможен. Они се примерни во третманот на оваа инфекција. Секој со својата улога во решавањето на овие компликации кои што се случуваат. И ајде некако да информираме и околу кога станува веќе збор за мозочните удари, кои се оние симптоми кои што треба да не наведат дека нешто такво ни се случува. Секогаш, нели, кога говориме за секоја состојба, потенцираме и симптоми, потенцираме што се треба да се направи. Некако секогаш го помнам она дека првите сат или два се најважни, нели, да се изреагира. Па ајде малку да ги информираме. Ние имаме едно златно правило, time is brain, односно мозокот е времето е мозок. Зошто е тоа така? Заради тоа што буквално во секунди и во минута изумираат милиони неврони, билиони синапси, се уништуваат милји долги како миелинизирачки влакна, така да од тие причини колку што побрзо реагираме, толку поголема територија од мозокот ќе спасиме. Секако во третманот на акутните мозочни удари битни се неколку степени, не е само докторот да го прими пациентот, со цел нели пациентот побрзо да стигне. Прво е населението. Населението, односно членот на семејството кој што живее со лице кој што во моментот доживува мозочен удар, да знае да ги препознае знаците и симптомите. Едноставни се скалите, сме ги зборувале милион пати, значи паѓање, спуштање на раката, односно млитавост на раката, на ногата, спуштен усен агол, проблеми во говорот. Еден-два симптоми да се од тоа е веќе сигнализација за можен мозочен удар и треба да се реагира, да се повика, да се сврти телефонски број на итна медицинска помош, да се повика екипа, втората карика итната медицинска помош, што побрзо да го донесе пациентот до единица за третман на мозочен удар. И тоа се времења кои што се многу, треба да се многу кратки, за да нам, како специјалисти и невролози, ни се остави уште дел од временскиот прозорец, бидејќи нас не следува една посериозен пристап. Значи, треба пациентот да го диагностицираме, да направиме компјутеризирана томографија на мозокот, треба да добиеме лабораториски тестови и тоа се да се случи, што е можно пократко, односно помеѓу третиот и 4,5 часа од почетокот на симптомите. Тоа е навистина кратко време пред да се даде терапијата, тоа е тромболитичната терапија. Во моментов, во ковид услови, секако тоа го работат само колегите од
Градска општа болница 8 септември. Они ги згрижуваат Во акутните... моментов вие тој третман не го правите? Во моментов не. Так. Неврологија со дел од колегите, вклучително и мене, Како што покриваме кажавте и предходно, амбулантски дел и нешто што може да се работи како дневна болница. Додека пак хоспиталата е комплетно и тимот е комплетно мобилизиран од клиника за неврологија во третман на пациенти со COVID-19. Говоревме за временскиот прозорец. Терапијата е генерално со давање на лек, на една инекција која што може секако да се даде и во другите градови во Македонија. Треба да истече до првиот час и навистина можеме да видиме еден револуционерен резултат од инвалидизиран пациент кој што не ја подигнува раката и ногата, од еднашка да имаме комплетно повлечен невролошки статус, дури и подобрувањето во смисла на послаба слабост на раката и ногата за нас е бенефит, за пациентот уште повеќе, бидејќи нема да биде инвалид, зависен од помош од член од семејството. Воколку нема успех од оваа терапија или воколку е пробиен овој временски прозорец, пак има надеж. Последниве 3 години развивме на вистина супер соработка, феноменална соработка со Институтот за радиологија. Имаме тука еден прекрасен тим на неврорадиолози кои што се кооперативни на полног, по полног, значи екипата се формира за кратко време, секако тука треба да се повика и техничар кој што ќе може да го прави, се прави снимање секако во текот на целата интервенција. Тука се изработува како техника механичката тромбектомија, инвазивна метода е, меѓутоа метода која што навистина вроди голема надеж, бидејќи ако немаме успех со давањето на тромболит или ако е пробиен временскиот прозорец, нема да го лишиме пациентот од терапија, туку ќе ја направиме оваа интервенција, каде што директно со специјален катетер се оди до гранката која што е оклудирана во мозокот и механички со едно како жичка има на незе, се извлекува згрушокот и се постигнува реканализација и пациентот е повторно спасен. Сега имаме и некои апдејти на гайдлайнсите од 2019 година, каде што временскиот прозорец и може и да е проширен, меѓутоа тој бара малку по-специфична селекција на пациенти со одредени диагностички методи. Так. Знам дека од кога ќе се преживе, ајде така да кажам, мозочен удар, остануваат некои, како да кажам, последици кои што треба после дополнително да се решаваат или санираат со помош или на физиотерапевти и така натаму. Во кои случаи се случуваат тие, како да кажам, компликации со неподвижноста и така натаму? Дали е тоа кога веќе ептен доцна ќе се дојде до кај вас пак, за неможноста да се изреагира како на почетокот? Може би заради тоа се создаваат тие? Да. Тоа е првата работа, втората работа е воколку станува оклузија за поголем крвен сад, автоматски со тоа и поголема територија од мозочното ткиво ќе остане без циркулација и тоа значи поголема оштетена зона. Зависи од местото на зоната која што е тромбозирана, односно која што преживеала исхемичен мозочен удар, па и хеморагичен, да е небитно, значи зависи од големината, зависи од локацијата и зависи многу и од коморбидитетите кои што си ги носи пациентот. Во текот на третманот на акутниот исхемичен удар, ние третираме интернистички состојби. Тогаш знае диабетот да се поремети тотално, знае пациент со хипертензија, исто така тензијата да се изремети, да можеме тешко да ја вратиме во нормала. Електролитни дисбаланси настануваат, значи многу работи кога пристапуваме во третманот, гледаме многу работи. Пациенти со обструктивна болест не се исто така проблематични, пациенти со аритмија знаат да бидат исто така проблематични.
во однос на прогнозата, нели, која што ќе ја добијат после третманот, така да значи од тие фактори генерално зависи и прогнозата, од возраста, да не ја заборавиме, секако и возраста ни е тука. И што сакав да потенцирам, приматот го носиме ние како невролози, меѓутоа секогаш јас велам без тим нема успех, а успехот го гледаме нели кога ќе излезе од болницата пациент кој што ќе биде задоволен. Затоа пристапот мора да е секогаш мултидисциплинарен. Првично реков соработката со неврорадиолозите, тука ни се кардиолозите, тие ги ставаат стентовите, кога имаме нели субоклузија, субстеноза на големите крвни садови кои што го хранат мозокот, и физијатрите, и без нив нели не можеме, тие подоцна ни ги превземаат пациентите и нели делуваат да пациентот се рехабилитира, способи за понатамошен живот. Кога говоревме и за мозочните удари, и претходно кога сме говореле со вашите колеги за срцевите удари, некако жените предничат? Па да, жените предничат. Зошто е таа така? Ајде некако уште еднаш да објасниме некако. Зашто сме засегнати повеќе и за срцевите и за мозочните удари? Во различни периоди од животот имаме склоност кон различни болести, па така и со овие болести. И во однос на деменцијата, и во однос на главоболките, во однос на крварењата, повеќе предничиме во однос на мажите. Кај нас се јавува нешто подоцна, кај мажите се јавува нешто порано, меѓутоа некоја, не знам, сигнификантна разлика, некаква огромна нема. Значи сите сме под ризик и што е битно, поентата, јас секогаш ја нагласувам на секое гостување, питајќи ова се контактни емисии за да се дадат совети на населението, и тоа сакам да го пренесам, стручноста нели ќе ја пренесуваме на друго ниво, прво во секојдневната пракса, потоа со стручните средби. Сакам да поентирам дека човек треба да инвестира во своето здравје. Стресовите на вистина не носат. Значи човек мора да се научи колку што е можно повеќе да се заштити од стресот, особено од хроничниот стрес кој што на вистина човековото здравје сериозно го нарушува. Втората работа, традицијата си ја носиме на желба за богата храна, алкохол, сакаме да уживаме нели во дружби, а тие се секогаш пратени со многу храна, мрсна храна, многу вино, ракија и така натаму. Тие навики нели не велам да не се дружиме, меѓутоа може човек да биде во рамките на нормалата. Спортувањето и секако ова не го говорам да го правиме над 50-60 години. Треба да се инвестира на време, во средни години, навиките да се стекнат од млади години, да инвестираме добро во средните години, за да се изградиме убава старост. И тоа е нешто што мора секогаш да го потенцираме и да го праќаме како порака на населението. Така. Ајде да кажеме нешто и за деменцијата. Имавме ние една емисија посветена цела на деменција. Некако ми се чини дека многу малку се говори за таа тема и дури понекогаш оние симптоми или кои што се јавуваат па исчезнуваат како да нели се е нормално, некако ги збунуваат луѓето и можеби често и навреме не бараат помош до кај вас невролозите дека навистина почнува да се случува нешто со деменцијата. Ајде пака да појасниме и да информираме до нашите гледачи кога треба да се загрижи еден од повозрастните наши гледачи, кога што ќе му се случи. Некако вие кога говоревме за деменција рековте колку повеќе мозокот работи, толку подоцна ќе се јави деменцијата. Некако кога луѓето одат во пензија, можеби престануваат да го користат на начин на кој што го користиме додека работиме. Да, retired, нели, во пензија. Некако тогаш можеби се случува тоа што се случува. Да, точно. Прво и основно што мора да го потенцирам е тоа дека човек со деменција никогаш не бара помош. Да. Тој не е свесен.
дека има проблеми некакви. Неговото семејство е загрижено и доаѓа во потрага за помош. Обично, секогаш првиот контакт со пациент со деменција е еден негативистички однос. Па што ме носите сега по доктори? Така ништо не ми е. Мене ништо не ми е и секогаш е она што ќе ви го наведуваат некоја болест, не знам, притисокот или не знам, проблем со желудникот и никогаш тоа што треба, нели да се наведе, бидејќи он не е свесен за својата состојба, за жал. Нормално тука секако ќе одвоите поголемо време додека пациентот се тестира, значи имаме тестови со кои што проценуваме колку тој ќе запамети нова содржина или да преслика одредени слики, значи тоа се тестови. Имаме и брзи тестови за каематичните доктори, 3 зборчиња треба да се запаметат и јас ги користам во секојдневната пракса. Врз основа на тоа колку ќе запамети, можам ориентационо да се насочам дали пациентот има веројатна деменција или нема, секако тоа ќе го потврдам или исклучам со низа на тестови кои што ги применуваме и нели да се навратам на семејството и tukаш ќе посветите повеќе внимание и добивате една, мислам буквално една огромна палета на симптоми, дека навистина дека има оно феномени, дека постојано е оди релацијата до продавници, одеднашка се случувало неколку пати да се збрка, да се изгуби во познат простор, буткање на работи по фиоки, меѓу алишта, криење на работи. Едноставно тоа е порив, а не знае зошто, па да, може да си ги бутне парите или картичката и да не може да ги најде утреден. Заборавање на клуч на врата, потреба, нели, кога разговарате, ако му поставите некој не дај Боже, покомплицирано прашање, ќе си го слушнете вашето прашање неколку пати од негова страна, заради потребата да изнеде во својата глава одговор на тоа што го прашувате. Така е. Различни типови на деменција имаме. Првична ни е Алцхајмеровата деменција, потоа ни се тука секако деменциите кои што се развиваат во склоп на мозочни удари, значи после мозочни удари треба да се следи пациентот на план на когниција, неретка состојба е, скоро нели поготово кај пообсежните и кај повозрасната популација. Имаме развој на васкуларна деменција, Паркинсоновата болест знае да си донесе деменција, фронтотемпорална деменција, различни се секако типовите, ние врз основа на одредени клинички испитувања ги категоризираме пациентите во одредена група. Како оди третманот на деменцијата? Има ли Значи, деменцијата не се лекува. Нема. Не се лекува деменцијата, нема специфичен лек што ќе направи револуција, одеднашка ќе ни ја врати меморијата, меѓутоа имаме лекови. Така, тоа сега да прашам, медикаментозна терапија има? И овдека пристапот е мултидисциплинарен, значи, но да, генерално е медикаментозна терапијата. Се даваат, во Македонија имаме 2 лека кои што ги користиме за третман на деменција. Едниот е донепезил, вториот лек е мемантин. Генерално се почнува со донепезил, па потоа и треба побрзо да се дозира, тука гледаме вака грешки, правиме грешки како лекари, да се доведе до една оптимална доза, во колку се уште имаме пат на когницијата, што секако е мирлив со користење на тестови, односно алатки, тоа ни се алатки да процениме колку иде прогресивно деменцијата, може да се додаде другиот лек. Воедно, бара огромен ангажман од семејството или од старателот во колку ни живее директно со членови на семејството пациентот, огромен ангажман на адаптација, на комуникација, на вежбање, на учење, на поттикнување, на запаметување на одредени содржини и нели со текот на времето како прогредира болеста, едноставно адаптација на старателот, односно на членот на семејството, да едноставно функционира, да соработува со пациентот со деменција. Но како и да е, просекот е некаде 10 години од зборам за Алцхајмеровата болест, од диагностика до еден неубав завршеток. Така. Кажете ми дали тука важи правилото ако навреме се како да кажам, ако кога веќе ќе се почувствуваат оние
првични симптоми, да се реагира навреме, дали може тој период да се продолжи? Токму така, тоа и ни е целта секогаш на едукациите кои ги спроведуваме помеѓу колегите. Бидејќи се извинувам што ќе ве прекинам, често пати некако тоа се припишува на возраста, па добро, еве по возрастен е старе, заборава. Сенилна деменција не е исто што и не е исто. Треба навистина да се разграничат. Ние имаме многу возрастни лица над 65 години, кои што се самосвесни, дека почнале да забораваат. Со нив може да се работи. Тоа е, мислам, сите ние старееме, мозокот старее, резервни делови нема. И нормално е да се јави таа сенилна деменција. Дури ние понекогаш нешто забораваме, меѓутоа да не е тоа такво заборавање од преоптоварување со информации. Така е. Тоа е сосема друго. Навистина кога затоа велам да ги разграничиме работите. Едно е такво заборавање, а друго е апсолутно е различно. И се случува нели во амбуланта да ви дојде загрижен возрастен човек и да ви каже јас почнав да заборавам, докторке помогнете ми. Тоа е сенилна деменција, очекувана на тие возрасти и може да се помогне со потекнување на меморија, когниција и така натаму, секако во зависност од тестирањето. Ако веќе имаме пропаѓање, во тој случај ќе дадеме секако лекови за деменција. Она што се прави на запад многу во ковидов, ова ни доаѓа некако како пред Исус и по Исус, а имаме пред ковидот и по ковидот. За жал така е. За жал така е, да, само што ова е негативен, баш негативен рез. Се работи многу на ангажман на повозрастни лица. Точно е дека кога ќе се отиде во пензија, се заборава да се учи нова содржина. Се гледаат турски серии, се прават истите ручици, истите муабети, се одмара мозокот, не се учи ништо ново. Они имаат едни цели тимови, тоа е све бесплатно, значи да се спроведаат курсеви, како да кажем, на учење на нови танци, учење на нови јазици. Што повеќе го вежбаме мозокот, толку повеќе ќе го продолжиме времето додека тој да остари. Така, некако вака како поминуваат годините се повеќе некако како да ги приближуваме работите кон оние проблеми кои што доаѓаат со текот на возраста. Иако како што говоревме денеска, деменцијата е поспецифична за возрастите, меѓутоа тука ќе го спомнеме мозочниот удар кој што за жал не е специфичен само за возрастните. За жал, последнава декада бележиме еден и тоа и во светската статистика е забележано, бележиме едно поместување на границата кај се помлади пациенти, среќа што за мозочни и за срцеви удари. И за срцеви удари, да, нешто баш се измести. Среќа во несреќа што имаме нови можности, нови терапии, имаме нема да имаме трајни инвалиди на 30, 40, 50 години. Да. Никако кога споменавте тука храната, споменавте дека имаме ние традиционална куња и нели меѓутоа пак да потенцираме, нели убаво е нели се да се консумира како што ние си знаеме и умееме нели во Македонија, меѓутоа порано живееле, тука исто да го споменам, и друг начин на живот, не живееле како ние сега што го живееме. И постеле. Јас стално билам си правеле детоксикација. Знаеле цела зима ќе се јаде масно, па е на пролет постење, си го подготвува организмот за топло, за жнење, за сонце, значи за физичка активност. Имало некој убав ред, како да кажам. И некако, не знам, по претходните генерации, вака, кога ќе се навредам, сите ни имаме свој минатост, имаме своји предци зад нас. Така, да ни кажуваат што и како. И сме живееле со нив, и сме гледале како се функционирало. Немаше таков брз живот. Се беше некако, не знам, семејството беше јадрото, завршуваше работниот ден во 3 часот, цело попладне, цел ден за тебе. Сега веќе ништо не се. Дружба, една едноставна дружба, задоволства со мали работи. Да, некако европеизацијава ни ги измести многу работи и ни ги донесе некои лоши навики, лоши болести. Колку сакавме побрзо да стигнеме, некако толку полошо за нас. Докато тргна никаде сме тука на крајот, би сакала само вака како за крај, бидејќи како што кажавме, во пандемија сме, не знаеме кога ќе заврши. Колку сметате дека после сета оваа состојба, сите овие проблеми за кои што говориме, уште повеќе ќе се зголемат? Или веќе се чувствува? Ништо нема да биде исто. Да. Тоа сме ние како доктори свесни. Ништо нема да биде исто. Вирусот не е само респираторен, вирусот покренува една лавина на реакции во организмот.
ќе остави сериозни последици. Мислам дека и колегите психијатри ќе имаат многу голема работа, не само кај луѓето заразени со COVID-19, и кај луѓе животот ни се смени, значи година дена живење во вакви услови, зборам и за помладите генерации, мислам дека сериозна импликација ќе остави на нивниот ментален развој, така да ние сме луѓе, сме обстоиле и претходно многу инфекции. Ќе го пребродиме и ова. 1918 година имало една сериозна пандемија, тоа е нели со шпанскиот грип. 2 години. Траела 2 години, направила пустош, земала многу жртви за себе, направила една реорганизација и луѓето продолжиле, обстоиле да живеат. Потоа беа и од коронавирусите, SARS-от, MERS-от, 2002-2012 чинам. И тие, нели, може би добро што дојдоа, мислам дека тогаш и почетокот е на изработката на вакцините, па сега само се апдейтира за да се спасиме, нели, од ова екстремно резистентен вирус, би рекла, и вирус кој што знае да обстои. Ако е тоа така како последната епидемија, нели, поголема, која што го зафати целиот свет, тоа беше шпанскиот грип, дека негде до 2 години би требало да се стабилизира, па се надевам дека ајде и кај нас да се надеваме дека барем до крајот на оваа година ќе се решат работите со оглед на тоа дека започнати се некако да се тераат и вакцинации. Мора да се надеваме, надежта не смееме никогаш да изгубиме. Доктор Драгана, ви посакувам успешно да ви помене нели она што го планирате како здружение. Благодарам. Да, тоа ќе биде убав конгрес со интернационално учество. Имаме доста предавачи од регионот, меѓутоа и од и од други држави. Набиена агенда е на вистина. Сакавме да опфатиме се и она што ми е мене многу драго, ќе имаме и сесии со млади невролози. Јас секогаш велам тие се нашата иднина и многу ми е драго нели да и тие ги презентираат своите искуства, да споделат искуства со нас, но воедно нели и да се вежбаат како за некои идни поголеми предавања кои што ќе им следат во животот. Посакувам успех на факултет со студентите, иако како што кажавте се одбива онлайн. Многу недостасуваат, на вистина многу недостасуваат. И посакувам и во следново кога ќе гостување кога ќе биде на вистина веќе да не го спомнуваме овој ковид. Ви благодарам многу за денес и многу беше драго што сте. Ви благодарам на поканата, на моје големо задоволство. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам на вниманието. Ви посакувам пријатен остаток од денот. Чувајте го своето здравје, грижите се за себе. Почитувајте ги препораките и мерките на Министерството за здравство, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.